Недоволни се количините на врнежи од дожд, недоволени и распоредот на паѓање од месец април до денес, според мерењата на метеоролошката станица во Штип, вели раководителот Живко Маноилов. Тој посочи дека во месец мај имало најмногу количини на врнежи од дожд, и тоа 67 литри на метар квадратен, а во месец април 66 литри на метар квадратен. Како што посочуваат, сите мерења се надвор од нормалните, а тоа се јавува како резултат на промената на клима, но и постојаното градење во градот. Од месец април до денес, према нашите мерења, количините не беа со доволен распоред на паѓање. Највише имавме во мај 67 литри на метар квадратен, во април имаше 66, меѓутоа почнувајќи од јуни па до сега, до август, количините се енормно мали. Тоа е усред промена на климата, а промената на климата и нашиот дел, нашиот град, постепено, да го спомнеме и тоа дека се прави исто како и Скопје. Енормно мали количини на дожд се забележани и во месец јули, и тоа со 3 литри на метар квадратен. Потоа 34 литри во јуни, а количините на врнежи на дожд се зголемиле последниве денови во месец август со врнежи од 33 литри на метар квадратен. Количината, рековме, април, мај беше да, меѓутоа јуни имавме само 34 литра, додека јули имавме само 3 литри дожд на метар квадрат. Сега последните 3-4 дена во август имаме негде околу 33 литри дожд на метар квадратен. Инаку со намалување на количината на врнежи од дожд, температурата постојано се зголемува. Во месец август 5 дена поред измерена е температура од 40 степени. Доаѓа до намалување на врнежите, притисокот, температурата се зголемува. Ние имаме, еве сега, август месец имаме енормно 5 дена поред 40 степени температура. Збореме за температура која многу се зборува дека е скриена, не е вистинска. Меѓутоа, за мерење на температурата се има меѓународни правила и стандарди, каде се мери температура, на какво место се мери и со какви инструменти се мери. Значи, као прво, температура не се мери директно изложена на сонце, температурата се мери во сенка, на проветрено место, на одредена висина и во одредени заклони. Инаку посочија дека мерењето на температурата си има меѓународни правила и стандарди каде се мери температурата, односно на какво место и со какви инструменти. Важно е температурата да се мери во сенка, а не директно изложена на сонце, на проветрено место и во одредена висина.